Никој не знае кога бегалците кои останаа заглавени во земјава ќе ја напуштат државата. Надлежните во Винујука и Гевгелија велат дека засега немаат инструкции за понатамошно делување. Таму во моментов има 130 лица претежно од Сирија, Авганистан, но и од Иран. По затварањето на балканската рута останаа во земјава. На Винујук имаат неопходната помош од невладините организации, Црвениот крст, како и од здравствените работници од југоистокот, кои се секојдневно во стационарот и ја пружат неопходната здравствена услуга. Така да ние во секој поглед сме премни и присутни секојдневно на теренот со своји активности, информации и соработка со сите останати служби кои што се присутни на терен, пред се мислам на Министерството за внатрешни работи, Одсекот гранична полиција, тука се армијата на Република Македонија, странските полициски службеници, исто така и останатите служби како се Министерството за здравство, Црвениот крст на Република Македонија и дел од невладините организации кои што се уште присутни на терен, морам да кажем во намален број, меѓутоа тука сме онаа бројка на мигранти кои што во моментов ја имаме во транзитниот центар, некаде околу 130 мигранти. Очекуваме понатамошни инструкции што се овие луѓе и што доколку се појави нов бран на мигранти. Покрај лицата кои се на Винујук, бегалците кои останаа во земјава има и во Табановци, односно пред српската граница. Не се знае точната бројка на лицата кои се сместени во Визбегово, каде има прифатен центар за бегалци, бидејќи како што велат надлежните, бројката е варијабилна. Таму најчесто се сместуваат лица кои се приведени по неуспешниот обид од Грција да заминат во Србија.